Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Да ви кажам искрено, исполнети сме за жал и дома и надвор со огромна негативна енергија на сите страни. Мене понекогаш ми доаѓа преку глава, верувам и на вас, почитувани пријатели. Вечерно би сакал да зборуваме за нешто позитивно, за нешто добро. За нешто што инспирира, еве така ќе кажам. Факт е дека огромен број на македонски граѓани се иселувале во минатото, се иселуваат и се уште од Македонија, но постои еден тренд, застега не многу голем, но сепак тренд на враќање во матичната земја од најчесто од ветениот запад, од Западна Европа или од Америка, од Австралија, како сакате. Најчесто релативно млади луѓе кои што се испробале во емиграција и потоа одлучиле да се вратат дома. Јас искрено се надевам дека овој тренд ќе продолжи, затоа што се работи генерално за луѓе кои што имаат и образование, и знаење, и таленти, и волја за работа, луѓе кои што можат и тоа како да допринесат за развојот на Македонија, се разбира доколку тоа им биде на некој начин возможено, веројатно во тој правец и оваа национална стратегија која што се појави неодамна, а која што во еден дел ги опфаќа буквално односите со имиграцијата, односно со иселениците. Впрочем, и председателот на владата Христијан Мицкоски јавно повика да се вратат дома, затоа што на оној форум со повратници, така наречен, да се вратат дома, затоа што навистина насушно и се потребни на земјата. Меѓутоа, претпоставам дека и нив татковината исто така им е потребна. Вечера разговарам со еден токму таков пример, на моје големо задоволство, мој и ваш гости, не господјата Ина Најдановиќ Марковиќ, повратник од Америка. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Ина, за почеток да влеземе малку во вашата приказна, што се вели од прва рака. Вие сте трета генерација иселеник, не сте како вообичаените примери на луѓе кои што оттишле сега, туку дури трета генерација, односно уште вашите баба и дедо своевремено заминале во Америка, потоа вашата мајка, па вие и сега сте дома. Може да раскажете малку повеќе околу овој семен поглед на нештата? Да, апсолутно. Баба ми и дедо ми биле помеѓу првите кои што се преселиле во Детройт. Во Детройт, да. Понатаму таму е роден и војко ми. Мајка ми е родена тука, но преселена таму кога они оригинално се селеле. И после одредено време од живење таму, они сакале да се вратат на постари години, да се вратат назад. Она класична приказна, пензионерските денови да се ги дочекаме. Точно, пензионерските денови да се дочекаат во нивната татковина. Тоа е приказната кај баба ми, дедо ми. Приказната кај мајка ми е слична на мојата. Она се вратила после факултет и после работење таму и тука се запознала со татко ми. При што останала во Македонија исто така. Мојата приказна е слична. Јас се преселив таму за после средна школа. И после основно или после средно? После основно. После основно школа и се вратив тука неодамно во 2018. Да. После 15 години. Но вие не живеете во Детройт, туку во Вашингтон? Не, јас живеев во Вашингтон ДС. Дистрикт Колумбија, да не грешиме. Колумбија, да. Не во Вашингтон државата, туку во Вашингтон Дистрикт Колумбија, главниот град на Соединетите американски држави. Таму го завршивте средното образование, таму завршивте еден од најдобрите колеџи, ако не се лажам, воопшто во Америка. Таму средното го завршив во Бетезда Чеви Чејс, тоа е едно од најдобрите средно школи. И понатаму продолжив во приватен факултет Гаучер Коледж, кој што е исто така едни од најдобрите мали приватни школи во Америка, кој што ми овозможи да го дознам светот на многу повеќе начини него што мислев дека можам да го дознам. Воопшто се разбира, Америка нуди неверојатни можности, тоа се уште е така, доколку човек знае што сака, доколку има, што се вели, амбиција и идеи во главата. И сега тука доаѓаме до оној специфичен момент, да вашето семејно стебло е такво што вие
Значи имате традицијата за одење тамо, имате претпоставувам американски документи. Да, од природно. дете. Од дете. Значи немате никаков проблем за останување во Соединетите американски држави доколку сакате, затоа што вие сте тамо граѓанин од прв ред. Не сте тамо новак, новитет во приказна, туку сте едноставно дел од американското општество. Меѓутоа одите во Барселона на магистерски, така беше? Да. После факултет и работење во Америка, се решив дека сакам да унапредам знаење. Јас сум многу голем ентузијаст за надоградба, едукативна надоградба и со тој менталитет отидов во Барселона да ја завршам мојата магистратура во маркетинг и меѓународна продажба. Добро. И таму живеев 2 години. Колку што е потребно за Колку што е потребно, да. И после Барселона се вратив во Македонија. Прашањето е зошто побогу? Од една страна позитивно, да, убаво, но од друга страна секој ќе рече зошто човек што ги има американските документи, ги завршил нивните училишта, магистрирал исто така во Барселона, во светски центар, да не се лажеме, практично вас е бил отворен целиот свет. Каде сакате може да живеете, а и Америка е доволно голема, каде сакате да работите, но вие сте рекле не, ќе се вратам дома во Македонија. Од каде тој порив, од каде таа идеја воопшто? Има повеќе причини. Има и лични причини, затоа што тука ми е фамилијата. Меѓутоа има и причини кои што се вртат околу фактот дека во Америка се вика grass is not greener. Значи тревата не е секогаш позелена на другата страна. Добро, фер кажано. Овдека има многу голем потенцијал и ја тоа го видов само што се вратив. Дека нашата млада генерација има огромен жет за знаење, за искусување и за имање поширок мозок. И тоа за мене беше многу интересно, како професионалец. И исто така, тука ми се роди девојчето, ќерка ми. Кога се работи за фамилијарен живот, мислам дека сите ќе се сложиме. Македонија е многу подобро место него Америка. Барселона е далечна, ако немаш фамилија таму, и овдека едноставно е таму каде што можеш да си го израснеш фамилијата блиску до целиот круг на фамилија и со љубов обкружена. Добро, животот на западот главно е многу по-брз, подинамичен и многу по-професионален, ако така смеам да кажам, тамо се работи, да не се лажеме, тамо здраво се работи. Иако новите генерации кај нас ја покажуваат истата интенција и тие сакаат да работат, но се согласувам со вас дека кај нас се уште го имаме, иако и тоа изумира за жал, оној момент на блискост меѓу луѓето, чувство на припадност. Знаете како велат во Америка, се раѓаш сам, умираш сам, во средина повторно си сам, на никој не му е гајле. За тебе дома сепак на некој му е дојдено. Дали ова беше една од тие мотиви кај вас? Јас сум доста тоа што викаат американизирана. Добро. Затоа што се преселив на многу мала Морам да признам дека и нагласокот ви е малку таков, но нема замерка, верувам дека никој нема да замери. И многу бев интегрирана во тој начин на живот, на тој брз начин на живот, на тој начин на ностоп да треба да идеш напред и напред и напред. И дел од мене, кој што е конкурентниот дел од мене, го обожава тоа. Меѓутоа тоа не е најдобриот начин за кој ќе сакаш да малце да се стабилизираш, да посветиш време со фамилија, да бидеш посветен родител и така натаму. Тоа се достигнува тука. Таму јас успеав да го имам моментот на фамилија затоа што моите родители беа таму. И нели они го зачуваат тој компонент на традиционалното фамилиарниот аспект од нашиот живот. Меѓутоа типично во Америка нема ние секој ден на пример учаме како фамилија заедно. У Америка го нема тоа. У Америка се јаде пред телевизор, се јаде пред компјутер, се ностоп е кај да идеш на следно место. Само работа, само работа, само работа. И тоа е одлично. Меѓутоа јас сум човек кој што верува дека стварно мора да има баланс во животот. Ти можеш да бидеш најуспешниот, меѓутоа ако внатре не си исполнен со љубовта на фамилијата и љубовта на саканите, џабе. Се е попусто. Да. И доаѓате во Македонија пред неколку години и сега тука доаѓаме до еден многу интересен момент. Вие основате компанија која што се нарекува Дина конкретно. Вие сте и идеен креатор и основач и архитект, како што сама велите на Дина, тоа е платформа за дигитален маркетинг наменета специјално за мали и средни компании.
а направена според методологија која користат големи корпорации. Ова е навистина, го читам ова, Да. како што пишува. За многумина и нејасно е ова, што всушност вие работите, освен за тие што се во самиот сектор. Но она што мене ме импресионира и можеби најмногу ме привлече во вашата приказна е што вие самата создавате платформа, практично правите патент одреден за заштита на енергија, На технологијата, да. на технологијата и одлучувате тој патент да го поставите тука во Македонија наместо во Америка, иако секој логично би размислил дека би требало да биде обратно. Да. Затоа што кога патентирате во Америка, од многу аспекти се посигурни, веројатно за работувачката е загарантирана и поголема, но вие решите тука да го направите тоа. Да. Зошто? Сега моје прашање ќе бидат баш на пред зошто? Со целата почит како дојде до таа идеја? Зошто не горе? Големо прашање, со многу одговори, ќе почнам од почетокот. Слободно. Јас тука од кога се вратив, пак во желба за надоградба, земав програма со Harvard Business School. Добро. За дигитален маркетинг. На Harvard Business School? Harvard Business School, тоа е да. од најсериозните Едни од најголемите во светот, институции, така. да. И ова беше програма не само што беше нудена во самиот Harvard Business School, туку на одредени луѓе низ светот, заради нашата позадина, ни даде аксес да бидеме дел од таа програма во самиот кохорт, што го викаат во самата школа. Добро. Додека ја земав програмата, ми дојде идејата дека овој начин на размислување што големи компании би ги користеле за дигитален маркетинг треба да се дигитализира и да се направи да биде достапен за сите компании што се мали и средни. Не само за луѓе кои што би можеле да вработат некој што е директор на маркетинг со ваква едукативна позадина. Треба да биде достапно за сите компании. Така ми дојде идејата за Дина. Од кога ми дојде идејата за Дина, се прашав себе си, каде да ја основам Дина, дали тука или во Америка? Логичното беше Америка. Таму ми е целиот нетворк, таму ми е поголемото познанство и полесно ќе можев да го спроведам тоа. Меѓутоа, како мал ребел кој што сум јас Бунтовник, добро? Буфтовник, така, кој што сум јас, и со потенцијалот што го видов овдека, ми дојде идеја дека приказната од жена која ќе основи ваква технологија е многу поголема и импакт има поголем ако дојде од тука. А не само тоа, нашиот меѓународен патент кој што е сега во процес на патентирање технологијата, сакам да дојде од Македонија. Многу интересно, ова е од една страна и патриотски, од друга страна и практично размислување. Да. Затоа што навистина ако доаѓа од Македонија има сосема друга димензија отколку во САД каде што тоа е нешто вообичаено во принцип. Точно. И не само што е вообичаено, него се очекува да дојдат иновации од Америка. Се очекува од различни, да. Тоа е земјата на иновациите, така. Точно. Не се очекува од Македонија да дојде нешто волку големо и да дојде од нашиот регион. И сега ќе ставиме Македонија на мапата на глобалниот пазар како место на иновации. И тоа мене ми е, еве вака една желба, од која се вратив и која видов тука колку има потенцијал, тоа ми беше желба и со таа желба отидов напред. Секоја чест, меѓутоа колку е тешко да се направи еден таков патент, да се измисли платформа која што ќе помага за заштита, се извинувам, на енергија, тоа е претпоставувам компликуван процес, бара многу знаење, вие имате образование, но многумина имаат образование. Малкумина се способни од своето образование да направат сосема нов производ, сосема нова идеја која што ќе придонесе во општи рамки. Мислам дека тука ми е предно што сум дислексична. Добро, ќе дојдеме до дислексијата. Јас го чував ова прашање за малку понатаму. Али ова ми беше прекрасен сегвеј, затоа што луѓе што се со дислексија размислуваат поинаку. Поразлично го гледаат светот. И ова е многу интересно. Точно тој аспект на мојата дислексија ми дозволи да ги гледам работите како сложувалки. И така ја направив Дина, како сложувалка. Што точно би било практично и од помош на мали и средни компании, како вид на решение за да може да стигнат до успешен маркетинг. И како сложувалка си ги гледав различните аспекти од мојот живот, у пракса и у знаење и почнав да ги спојувам заедно и така изградив архитектурата на Дина. И тоа е многу голем
многу голема предност кога размислуваш малце поразлично, outside of the box, што викаат луѓето. Надвор од кутијата. Надвор од кутијата. Така, Многу е да. битно да се размислува надвор од кутијата. И една од причините зашто сакам да ја споделувам приказнава е за да може да се сподели со нашиве млади луѓе тука кои што верувам и сум ги запознала и стварно размислуваат надвор од кутијата. Феноменални мозоци има овде што ги имам запозната. Како дојдовте до бидејќи вие сте поголемиот дел од животот сте го поминеле во САД. Рековте се вративте овдека и видовте голем потенцијал. Меѓутоа потенцијалот не оди по улица. Мора да го некако да го видите, да го почувствувате. Да. Како брзо остваривте контакти за да можете да видите дека во нашава мала заедница има толку млади луѓе кои што се подготвени да гризаат, кои што се подготвени да работат, да учат и да действуваат современо. Одма се конектирав со нашиот екосистем што го имаме тука за стартапи, за млади предприемачи, за жени предприемачи. Тоа ми беше првиот чекор. И низ овој екосистем има нонстоп настани кај што одев на нив, кај што ги гледав студенти од факултет пичира идеи кои што беа феноменални и тоа ми даде на знак дека тука има стварно мозоци кои што се жедни за успех и за глобален начин на живот. Ова е многу интересно. Јас 46 години живеам во оваа земја, еве да ви откривам почитувани гледачи, никогаш не ми паднало на памет да отидам, не знам, на тие стартап идеи, да видам какви луѓе. И еве сега кога разбирам вие доаѓате, веднаш се вклучувате. Тоа е тој типичен амерички мајндсет, начин на размислување. Веднаш се вклучувате во играта и веднаш добивате први едноставни податоци, потоа навлегувате во приказната. Во принцип тоа е добар патоказ како воопшто треба да се работи. Тоа вмрежување, тоа организирање воопшто, нешто што мислам дека се уште ни недостасува овде во Македонија, иако се прават напори во тој правец. Една ќе ти кажам. Македонија што беше од 2004, иако бев доста млада, сепак бев свесна на околината, не е истата што е денеска. Денеска има многу поддршка за младите кои што се заинтересирани, има многу програми што ги стимулираат. Тоа го немаше јас кога си отидов. Сега можам со голема одобрба ви кажам дека го има. Треба биде поголема, точно, треба да се вложи повеќе, треба да се стимулираат уште повеќе, меѓутоа тој чекор е завземан. И јас само се надевам дека со приказни како моите и како другите кои што си имаат вратено тука, дека можеме да покажеме дека тука има потенцијал. И тука стварно е плодна земја. Имаме квалитет кој што се уште не е доволно употребен. Може така да кажем? Може да се каже. И кој што треба да се употреби. Апсолутно. Да. Затоа согласувам. Ќе се вратиме повторно на оваа тема, но морам ова со дислексијата да ве прашам. Дислексија во принцип е состојба, не е болест за некој што може би мисли така, каде што постојат потешкоти при читање, разбирање на прочитаното, интерпретација на визуелни символи, иако има нормален вид, слух и така натаму, сепак тешкотиите се многу специфични при пишувањето, особено и при читањето. Да. Поради дислексија во минатото кога не се знаело воопшто за оваа состојба, многумина практично и талентирани, интелигентни луѓе настрадувале затоа што во училиште едноставно не знаеле што да мислат за нив, па ги сметале за глупави, веројатно, или дека нешто со нив не е како што треба. Со дислексија во времето кога вие учевте основно во Македонија, претпоставувам дека не ви обрнале многу внимание, меѓутоа во Америка веднаш им станало јасно што е работата. Не се знаеше тогаш за дислексија. Многу професори не затоа што они не сакале, едноставно не биле свесни, не биле свесни како да се справат со тоа. И тоа беше една од причините зашто со моите родители се решивме се преселиме во Америка. Они сакаат да ми дадат најдоброто што може и кога видоа дека имам проблеми со начинот на учење, одма знаевме дека Америка и тоа образование е за мене. Таму прво нешто што направија е збореа со нас и кажа детето има дислексија, треба да се учи на различен начин со неа и одма ги почнав. Значи таму воопшто има развиен поинаков систем за образование за дислексичари. Да. Затоа што со дислексија поради како функционира начинот мозокот може да се развие у огромна креативна машина. Меѓутоа мора да биде пак стимулирана правилно во време на тие години на развој, за да може да не се поништи таа креативност и таа радозналост да сакаш да знаеш повеќе. И тоа го прават во Америка. А сега и тука.
Сега од кога сум вратена, приметувам дека тука многу се обрнува внимание на луѓе кои што различно деца, кои што различно учат. Апсолутно за пофалба. Да, тоа е феноменално, за да може да им се даде правиот патец и да не им се направи некој вид на негативност спрема учењето. Блокада, чувство дека не ги бива, дека не знаат. Нешто што се случува, веројатно, таму каде што не постои свест за оваа специфична состојба, меѓутоа таа ви правеше проблем во животот? Не. Не, од аспект на... Например, сега читам што точно, какви се симптомите на дислексијата и јас се обидувам да ги почувствувам кај вас, не можам. Значи, монотонно зборување, кој што вие го немате, начинот на изразување, кој што е така покомпликуван. Кај вас повеќе се чувствува американскиот акцент, отколку нешто друго. Значи, вие апсолутно сте успеале, со помош на добриот систем во Америка, да го надминете сето тоа. Да. И доаѓаме до клучниот момент, не само да го надминете, туку оваа ваша, ајде да го наречеме недостаток, да го претворите во потенцијал. Точно, да го претворам во мојот, што се вика, superpower. Супермоќ. Супермоќ. Ова е навистина импресивно. Навистина ми наметнува многу прашања, бидејќи најчесто луѓето кои имаат одредени состојби се повлекуваат во себе, сметаат дека се неприфатени од општеството, ајде општеството знае да биде сурово и грубо, да бидеме реални, децата знаат да бидат сурови во училиште, да бидат безобзирни према оние што се поинакви од нив и да им создадат генерално карактерни особини кои што во целиот живот ќе ги носат. На повлеченост, на мене не ме бива, кај вас ова сосема во поитаков аспект, што и навистина е прекрасно. И па тоа е доказ дека со правилните програми, правилната поддршка, може секој да испадне со супермоќ. И се надевам дека тоа ќе биде некој вид на инспирација тука да се продолжат тие поддршки на деца што имаат дислексија, затоа што стварно може да се искористи тоа у огромна предност. Добро, но во самиот момент да се свати дека некој има таква состојба е, претпоставувам, компликуван. Па полесно сега него порано. Сега со животот во кој што живееме и нашата технологија во која што живееме, секоја информација ни е на допир на дланка. И е лесно да се едуцираш, и е лесно да дознаеш, и е лесно потаму да имплементираш знаењето за да му помогнеш на некој. Вели според ова што јас го читам пред мене, вели дека овие деца што страдат од дислексија не застануваат во менталниот развој, напротив, во некои случаи и ги надминуваат, но ако не се открие на време и ако не се спроведе потребни дејства, нема да речам лекување, бидејќи ова не е болест, тогаш може да дојде до проблеми. Дислексијата, велите, вас ви помогна да создадете практично механизам, систем, кој што помага не само на вашата компанија, генерално, туку помага и на еден поширок спектар на компании кои што во иднина би требало да го искористат тоа. Колку е тежок нас да се патентира еден изум? Не е толку тежок. Пак ќе кажам, проблемот е што нема, и се надевам и ова е уште едно нешто за кое што може да се допринесеме сите заедно, нема доволно свесност дека има тука ентитет кој што помага со тоа. Добро. Имаме ние тука компанија со која што јас работев, специфична компанија која што е за IP, значи за intellectual property. За интелектуална собственост, добро? Да, и со нив заедно го работевме целиот процес за дина да се патентира на меѓународно ниво. Значи го имаме тоа тука, само потребно е луѓето да бидат свесни дека е тука. И пак ќе кажам, со мојата приказна се надевам дека тие што имаат иновативни идеи и продукти, дека ќе се распрашаат и може ќе ги контактираат ентитетите кои што се тука, кои што помагаат со овие работи. И каков резултатот досега на вашата компанија? До сега резултатот и прифатеноста да, е огромна. Заради тоа што ние влагаме во пазарот кај што моментално агенти и дигитални агенти, дигитализација и автоматизација е многу голем разговор помеѓу средината во која што живееме и малите и средни компании мора да бидат дел од тоа затоа што иначе ќе бидат останати назад у овој развој на дигитализација. Ќе изгубат конкурентност. И ќе изгубат конкурентност. И заради тоа што алтернативата на
на дигитализација и автоматизација алтернативата на Дина е да работиш со експерти кои што коштаат многу и е многу комплексно, маливи и средни компании се многу желни да видат како можат едно софтверско решение како Дина да им помогне да отидат од точка А до точка Б, како што би отишле големи компании, во истото време, без да треба да вложуваат толку многу пари или да вработуваат експерти и да бидат дел од тој комплексен механизам. Нешто што за големите компании е ништо посебно, меѓутоа за средните, особено за малите, е преголем залак. Точно. И тоа е целата идеја. Идејата е да им помогнеме на малите и средните компании да го земат тој чекор сега што мора сите да го земеме на дигитализација и автоматизација и да стигнат до следното ниво на пазарот, без да бидат оставени назад заради тоа што ги немаат ресурсите, да го имаат тој technical support што е битен. Техничка поддршка, така е. Да. Нема да замерите почитувани гледачи што од време на време мора да преведуваме некои зборови, затоа што Ина практично целиот свој образовен развој го поминала во сати, технолошките изрази најчесто природно и доаѓаат на англиски јазик. Не е воопшто спорно сето тоа да се преведе, воопшто не е ни тешко и верувам дека никој нема да замери, но што сакав да ве прашам се уште во овој аспект. Велите помош за малите компании во дигитализација. Дигитализацијата сега е прилично голема тема во Македонија. Факт е дека заостануваме во тој дел. Не знам, една Естонија ќе ја земам како пример, земја која што е споредбено колку нас и по популација и по територија и така натаму, неверојатно е дигитализирана, веројатно 99%, една од најдигитализираните земји во светот, каде што секој документ практично го добивате што се вели за секунда, каде што токму заради тоа е намален обемот на корупција, една од рак-раните на нашето општество. Ние каскаме, меѓутоа сега имаме една ситуација во која што морам да го пофалам, како сака нека звучи министерот Стефан Андоновски, кој што наистина многу вложува енергија во таа фамозна дигитализација. Од ваш професионален аспект се чувствуваат тие промени дека навистина ово општество се дигитализира? Од мој аспект, јас сум влезена и Дина е во сегментот на маркетинг и дигитализација во сегментот на маркетинг. Добро. И различни маркетинг иницијативи кои што се спроведуваат во секој бизнис. Јас можам да кажам од мој аспект и како Дина е примена во ова општество, дека апсолутно луѓето се и спремни, а и сакаат да го завземат тој чекор. И е многу битно да имаме таа поддршка преку едукативни програми и све што е потребно, за да знаат бизнисите како можат еден сегмент од нивниот бизнис да го дигитализираат. Јас се надам дека јас ќе можам да придонесам сегментот што е маркетинг, тука да придонесам. Меѓутоа, исто како што јас се борам за дигитализација, автоматизација во маркетинг за мали и средни компании, треба да има и во различните сегменти, нели? Апсолутно. Но зато имаме Министерство за дигитализација, зато имаме цел... И кога сите работиме од различни насоки на една цел, многу побрзо ќе стигнеме таму и многу поефикасно ќе стигнеме таму. Да, апсолутно се согласувам, дека човек мора да стави точка на ова прашање. Меѓутоа има еден друг феномен што е многу важен веројатно. Младите генерации лесно или релативно лесно влегуваат во оваа приказна затоа што нив компјутерите, технологијата им се нешто со кое што се родени практично и едноставно лесно ги предбредуваат тие тешкоти на животот во сајбер светот, да го речеме. За повозрастните е малку потешко. На запад има цели програми во кои што на луѓето во средни години, па дури и во повозрастни години, им се овозможува повторно едукација, реедукација за да фатат чекор со времето. Кај нас тоа малку потешко оди, можеби и заради менталитетот. Знаете, кај нас возрастен човек ќе веле че јас на компјутер знам да стиснам ентер, знам да вклучам Facebook и тоа е тоа. Меѓутоа тоа е тоа, одамна не е тоа. Потребни ми се многу сериозни познавања, особено сега кога вештачката интелигенција влегува на голема врата. И едноставно ако не одите во чекор со неа ќе ве сомеле времето. Точно, да. Една од работите кои што многу ме мотивира, морам да кажам, е што и по старата генерација, јас затоа што работам со мали и средни бизниси, и еден компонент на Дина, освен технологијата, е тоа што го викаме Дина approach или пристапот на Дина. Пристапот на Дина, добро. Да, а тоа е првично да се едуцираат малите и средни компании, а понатаму да се прилагодат
на автоматизацијата. Зашто све почиња од моментот кога ти ќе го научиш што значи тоа дигитализација, што значи да се користат овие софтвери или системи што помагаат понатаму. Алатки. Така. И дел од тоа што јас го правам со мојот тим е едукација. И многу сум среќна што јас сум соработувала со мали и средни компании кои што релативно се поразлична генерација од мене, меѓутоа се многу отворени да бидат дел од овој чекор нанапред. И со едноставна технологија, и тоа е уште едно нешто што многу ми се свиѓа мене вака за како Дина, едноставна технологија која што не бара многу знаење, лесно се прилагодуваат. И тоа е многу битно. Кога имаш луѓе кои што се заинтересирани да дознаат и лесно се прилагодуваат, после тоа последниот чекор што е имплементација на целото ова што го збориме, станува многу полесно и поефикасно за нив. Тоа значи, ова се добри сигнали, дефинитивно, тоа значи дека мајндсетот, свеста на општеството кај нас се менува, забрзано, и доаѓаме во фаза кога едноставно создаваат условите, оние основни услови, предуслови ќе ги наречам, за влегување во технолошките времења, ако сакаме. Информациите што сега ги кажувате, јас не ги знам, дека има навистина таква волја, таква желба, меѓутоа па зборуваме за фирми, компании, а тие се во принцип предприемливи. Тоа значи тоа се луѓето кои што сакаат да напредуваат, кои што сакаат да создадат капитала, тоа нужно бара, нели се разбира и знаења, технологии и така натаму. Да. Ова се компании кои што по дух се предприемачи и има некои од клиентите со кои што имам работено се преку 30 години на пазарот. А не користеле, да кажеме, најновите алатки што се за маркетинг и се желни да дознаат како да се прошират на пазарот или како да добијат друг вид на сегмент клиенти преку ова нова дигитализација, автоматизација што збориме на маркетингот. Колку луѓе работите во Дина? Сега сме 7. Тоа е доволно? Да, а до крај на следниот месец ќе бидеме 10. Добро, но сепак тоа е релативно мал број на луѓе, Да. Кога се работи со софтвер, најбитниот компонент е програмерите кои што работат со софтверот. Сега сме многу горди што наскоро ќе ни се придружи од Данска профил, многу висок профил на маркетинг експерт, кој што ќе наводи во Западна Европа. И другите што сме тука е точно доволно да може да ја водиме Дина многу брзо низ све ова, затоа што тоа е потребно, без да треба да имаме огромен товар на себе си за тим кој што не е потребен. Така да, супер. Практично. Добро. Да се вратиме сега на темата со повратништвото. Неодамна пред Нова година чинам имаше еден форум на повратници, за повратници, не ме факајте за збор, на кој што бевте луѓе како вас, беше и Јана Дуковска. Се разбира, таа ми беше гостинка, пријателка од Охрид, која што по 18 години се врати исто така од Вашингтон DC. Се познававте тама? Ние се запознавме на еден од настаните и тоа беше многу прекрасен момент, затоа што јас до сега неам сретното никој што има живеено во Вашингтон DC и инстантно се поврзавме. Така да од тој момент наваму на сите настани, скоро сите настани сме заедно и доста се подржуваме една со друга. Тој одлично, но сакам да кажам, тој форум на повратници мене ми звучеше, јас морам да не бев песимист, меѓутоа го доживував тој класичен македонски начин да речеме, имаат само желба, ништо повеќе, меѓутоа таму видов нешто друго, видов искрени идеи и видов дека постои реална програма. Не е само оној повик вратете се дома, бидејќи секој може да рече вратете се дома. Потребни се многу параметри да се спојат за еден човек да се одлучи од светот во кој што живеел, веројатно со години, понекогаш со децении, каде што создал семејство, каде што создал бизнис, работа, сигурна работа најчесто, каде што системот функционира најчесто одлично, да се одлучи да се врати дома во Македонија, каде што сакаме да бидат добри, меѓутоа се уште не се стандардите на посакуваното ниво. Јас морам да кажам дека бев многу убаво изненадена. Пријатно изненадена се вели, добро, не е споро. Pleasantly surprised. Така е. Пријатно изненадена, прво од самата стратегија, второ од
самата желба да сака да се најде начин како да се покаже дека е окей да се вратиш и е окей тука да бидеш со фамилијата и тука да ти биде бизнисот и е супер. Уште побаво ако сте отишле, сте искусиле, сте научиле, се враќате назад спрема своето општество. И тоа ми е за мене, мислам дека многу голем чекор напред, у правилна насока. Добро. Тоа е веќе зборуваме за стратегија која што ја има државата, но имате ли представа колку од нашите сограѓани кои што живеат толку време во странство воопшто размислуваат на темата? Не зборам за проценти тама работа, но имате ли впечаток дека тоа влијае врз нив? Да. Многу од луѓето што јас ги знам, од моите пријатели што се во странство, сакаат да се вратат. Проблемот им е што не се сигурни што ги чека кога ќе се вратат. Имено. Да. И мислам дека еден систем кај што тие ќе бидат поддржани у првите неколку месеци да се адаптираат, што сепак е културален шок од тамо да се вратиш тука и од тука да отидеш тамо. Се разбира. Така да кога ќе се постави таа поддршка да може да се навикнат на нашиот живот тука и на самата промена, стварно верам дека многу од нив ќе се вратат затоа што многу од нив сакаат. Имаат желба. Причините за враќање вие ги кажавте и најчесто се тие. Човек сака на крајот да го сака домот на своите родители, на своите предци, се чувствува на вистина дома. Понатаму начинот на кој што овој менталитетов дека функционира се уште. Таа некоја блискост и поврзаност која што на западот одамна да ја нема. Меѓутоа повторно велиме, системот е клучен. Ние често имаме еден обратен момент во кој што млади луѓе заминуваат затоа што не може да го издржат нефункционирањето на системот во Македонија. Барем така беше во последните години. Кога не се чувствуваат безбедно, не мислам безбедност на опасно за својот живот, туку зборувам не се чувствуваат безбедност во смисла не знаат дали ќе добијат добро здравство, не знаат дали ќе добијат добра правна заштита, не знаат дали некој нема да ги уценува, да ги корумпира, да ги тера да за секаква услуга која што природно им припаѓа да мора да плаќаат дополнителни пари и така натаму. Сега вие велите дека се чувствува една позитивна клима во Македонија на враќање. Нема да речеме на ново, туку на обновување на овие вредности кои што некогаш постоеле, на овој систем. Меѓутоа, колку сме далеку според вас во овој момент зад Западот? Јас не би рекла ни дека треба да се споредуваме со Западот. Добро. Јас би рекла дека треба да го видиме тоа што е убаво тука и тоа да го подигнеме на многу поголемо ниво. И да видиме тие што се богатства што ги имаме тука у луѓето, у шансите што ги имаме тука што се нудат. Не знам дали знаете, на Западот, јас ако се решев тамо да имам фамилија, јас ќе имав само 3 месеци да бидам со моето бебе. Добро, не постои како кај нас 9 месеци во Америка. Значи, многу е лесно да се размислува на како и ова ностоп ме прашуваат луѓе зашто се врати таму како е. Меѓутоа, тука имаме нешто убаво и треба да се подигне тоа на поголемо ниво и да не се споредуваме со никој. Нема потреба да се споредуваме, што тука ги имаме некои шанси кои што тамо не се нудат. Добро, но вие велите не треба да се споредуваме, но ние сме научени за овие 30-40 години упорно не само да се споредуваме, туку да тежнееме да ги достигнеме тамошните вредности. Некои од нив се апсолутно позитивни, работливоста, предприемчивоста, како да кажам тоа, креативниот дух и така натаму. Меѓутоа, некои па сигурен сум дека и не мора да ги пристигнеме. Некои работи, например, порано не се нудеше да, пак ќе кажам, не ти беше светот достапен на дланка. У денешно време светот ти е достапен на дланка. Ова е голема и многу важна работа. Точно. И треба да најдеме начин како да го дадеме тој свет што е достапен на дланка на нашите луѓе тука. И мислам дека пак ќе се вратам на тоа што збориме дигитализација и целиот тој бран на новости, на тој начин ќе успееме да промениме работи тука. Затоа што и ова е една од мисиите на Дина. Младите тука што се, веруј ми, би останале тука ако се стимулирани правилно, им е дадена правилни шанси спрема нивниот вид на живот, им се дадени правилни примања, им се дадени правилни како се викаат resources, услови, можности за едукација, за напредување. Денес, у светот во кој што живееме, апсолутно можеме тоа тука да го направиме.
Еве да го земам примерот со вие имате пример компанија која што може од тука да функционира на глобално Точно. ниво. И тоа е една од големите чекори на Дина. Дина да се работува со тукашните факултети, за да може на студентите наши да им даде шанса да работат у компанија како Дина и да работат на глобален пазар и понатаму да бидат вработени од Дина и да ги имаат сите глобални стандарди на живење без да треба да напуштат. Ова е многу важно. Ќе го земам повторно примерот со Ана Дуковска, таа нема своја компанија, меѓутоа обезбедила услови да работи во американска компанија, каде што платата е според тамошните стандарди. Да. А можеш да работиш од дома и тоа веќе го прават многу наши луѓе од овде. Точно. И тоа треба да се стимулира и тука младите треба да искочат и да го искусат животот и да видат што има надвор и да се прошетаат. Но едно е да се прошетат, а друго е да живеете некаде. Точно. Така. И треба и ако сакаат нека живеат тамо, нека го земат целото искуство. Меѓутоа верувам и доаѓа момент у животот кај што сакаш да се вратиш на тоа што ти е познато, на фамилијата, на кругот, на луѓе кои што те сакаат, те поддржаваат и кај што ќе сакаш да си имаш своја фамилија. И Македонија е многу подобра него Запад за тоа. Добро е ова да се забележи, добро е што го кажувате вако отворено. Што ви недостасува од Америка? Едно нешто многу ми недостасува, правилниот бифтек што го имаат таму. Правилен бифтек? Бифтек, стейк, добро. што го имаат филе миньон, стейк, ама таму го имаат стварно правилниот. Тоа многу ми фали. Тука идам од ресторан на ресторан го пробувам, не можам да го најдам. Добро, но тоа е веќе прашање на вкус, добро? Прашање на вкус. Меѓутоа, од страна на вака што ми недостасува, понекогаш ми недостасува, јас живеев многу бава насаба. Јас живеев типично на white picket fence, она што го гледаме на филмовите, со големи улици, со отворени дворови, со чисто, со прекрасно, со фонтани, со све. Каде што живее висока средна класа, нешто така. така. Да, и градот се викаше Роквил, многу бав град. Од време на време ми недостасува тоа. Ми недостасува таа околина. Од други аспекти ми недостасуваат пријателите. Голем дел од моите пријатели се таму. Јас кога се отидов бев многу мала, на жал кога се вратив бев многу голема, сите си најдоа свој вид на пријатели измеѓу тие години и ми требаше време да си обновам пријателство и свето. И ми фалат тие моменти на да можам со пријателите, еве го гледам маш ми се збори со пријателите за кога биле на факултет или средно или ова така натаму и ми фали малце тоа што моите пријатели се таму. Добро, но тоа не се тие се веќе емотивни аспекти, ајде да речеме. Од аспект на функционирање ништо не ми фали. Не ми фали. Јас сум многу голем оптимист. У животот имаме видливо е тоа, морам да го признам. У животот имаме две опции. Или ќе се фокусираш на негативното и на тоа што не функционира, или ќе се фокусираш на позитивното и на тоа што функционира и како можеш да придонесеш на тоа што не функционира да функционира. И тоа ни е спрема мене, нашата обврска е да најдеме како може да придонесеме за да се подобрат работите. А секогаш може да се подобрат и можеме, зашто да не? Ина, јас повторно ќе кажам, ова што го зборувате е точно, правилно кажано. Проблемот е што, за жал, кај нас многумина се негативно расположени, песимистички расположени и едноставно, дури би рекол, дефетистички одбиваат воопшто идејата дека е возможно да се живее добро во Македонија, да се функционира добро во Македонија, одбиваат априори што се вели однапред како нешто неостварливо. Не е само кај нас. Од искуство ќе ти кажам, не е само кај нас. У Барселона кога живеев истото го слушав. Зарем е можно? Да, у Барселона толку беа вознемирени затоа што не функционира, све било бирократски, не функционирало да можеш да извадиш документот, не функционирало администрацијата, не функционирало. У Америка ќе отидеш, истото ќе го слушнеш. Сегде е истото. Значи сите карактери се повеќе или помалку. Сегде е истото, само што големината на Барселона и големината Америка е толку подрастично голема, што не се осеќа толку многу. Овдека сме помали и се осеќа многу повеќе и секој се знае, многу е лесно да се каже фрустрациите и за тоа толку има поголем притисок на тие чувства. Верувам, ќе ти кажам, сите тие чувства се сегде присутни, само што не се осеќаат толку на своја кожа затоа што е поголем просторот. Ина Најденовиќ Марковиќ, ви благодарам многу за гостувањето во емисијата. Имам уште многу прашања да ви поставам, меѓутоа ќе го ставиме за некоја друга прилика. Фактот дека македонка, која што од 3 генерации селеници се вратила дома со
состојба на дислексија која што ја надминала, направила собствена компанија, патентирала нешто во Македонија како жена од Македонија. Јас просто не можам да кажам ништо друго освен дека сте навистина инспирација. Верувам дека сте инспирација и за луѓето што сега не гледаат и воопшто се надевам дека ќе останете во ваков дух, во вакво расположение постојано, затоа што ова е тоа што ни треба, ова е тоа што треба да го видиме за да поверуваме дека навистина и од нас може да биде нешто. Фала многу. Чест ми е да бидам тука, чест ми е да споделам приказната, да инспирирам други и да кажам дека стварно е можно да си убавени и да се потрудиме сите да не биде убава. Затворен цитат. Да. Почитувани гледачи, тоа беше се за оваа емисија, нешто пократка од вообичаеното, меѓутоа сакав да биде содржински набиена, нема потреба од кој знае колку други информации во оваа емисија конкретно. Мислам дека исполнивме целта што ни беше замислена пред почетокот. Ова беше се за вечерва во секој случај. Утре во 15 часот се разбира е репризното издание, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.